Кратки најави за денес. Британскиот амбасадор во посета на ТВМ телевизија. Јавното предпријатие Водовод доби транспортно возило за поголема ефикасност при санирање дефекти. Се разгоре фестивалскиот оган, започна 63-тото издание на фестивалот Охридско лето. Министерот Спасовски на средба со раководството на регионалниот центар Запад завара Охрид и овара Струга. Оружјето на Вагнер предадено во рацете на Русија. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес тропски ден со сончево и топло време и температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Беа измерени максимални 33 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ведро и топло. Утре над британските острови врнежи од дожд со засилен ветар, слаби локални врнежи од дожд на крајниот север и исток на Европа. Во останатите делови од стариот континент сончево и многу топло време со дневни температури во пораст. На Балканскиот полуостров во петок претежно сончево со локална облачност и топло време, максималните дневни температури од 28 до 41 степен. Во Македонија во петок сончево и многу топло време, дневните температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината, минималните во благ пораст од 14 до 22, максималните од 31 до 40 степени, УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во петок сончево и многу топло време, минималната 18, дневната 33, во сабота и недела тропски денови, сончево и многу топло време. Утринските температури 18, односно 20, дневните 33, односно 35 степени. Во понеделник сончево и топло време, каде минималната температура ќе биде 20 степени, а дневната до 36 степен. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи на душеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци.
За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Ова лето, загризете го најсладкото винчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките винчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со винчини и Тамаро, загризете го најсладкото винчини задоволство. Ова лето, винчини лето во Охрид. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Британскиот амбасадор Метју Лосон денес ја посети регионалната телевизија ТВМ. Повод за посетата е проектот на ТВМ "Ти си твојот град", кој во програмата Media for All од балканската истражувачка мрежа Бирн беше избран за најуспешна приказна од Македонија. Британскиот амбасадор, неговата екселенција Метју Лосон, денеска ја посети регионалната ТВМ телевизија. Повод за денешната посета беше тоа што проектот на ТВМ "Ти си твојот град", кој е дел од програмата Media for All, спроведена од Британскиот совет во партнерство со фондацијата Томсон, Бирн, балканската истражувачка мрежа и Интрак, беше избран за најуспешна приказна од Македонија. Амбасадорот Лосон оствари средба со директорката на ТВМ Ирена Арнаудова и новинарката Сонја Рилковска, при што изрази големо задоволство од реализацијата на проектот "Ти си твојот град", чија главна цел е да се активираат граѓаните да креираат содржини и да иницираат теми кои сметаат дека се важни за заедницата во која живеат. Посебно беше импресиониран од интересот и учеството на граѓаните од 4 општини Охрид, Струга, Дебрца и Вевчани во проектот, преку кој стана активни граѓани кои регистрираат појави, со помош на ТВМ ги прават повидливи, бараат одговори и решенија од надлежните или се трудат да ја подигнат јавната свест во разни сфери од општественото живење. Лосон ги разгледа просториите на ТВМ, се запозна со вработените во медиумот и техничката опременост, а воедно изрази желба да биде и од другата страна на камерата во студиото на ТВМ. Амбасадорот потенцира дека британската амбасада е особено заинтересирана за поддршка на вакви проекти како "Ти си твојот град", кои во фокусот го имаат јавниот интерес и потребите на граѓаните. Јавното предпријатие Водовод Охрид доби на користење транспортно возило со кое ќе се зголеми ефикасноста на предпријатието во решавање на дефекти низ Охрид. Возилото е набавено преку проектот Јакнење на капацитетите на јавните комунални предпријатија преку набавка на опрема, одобрено од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, а реализирано од Центарот за развој на Југозападен плански регион во партнерство со општина Охрид. Продолжува иницијативата за јакнење на логистичките капацитети на јавните комунални предпријатија од градов со нова современа опрема. Денес јавното предпријатие Водовод Охрид доби на користење транспортно возило со кое ќе се зголеми ефикасноста на предпријатието во решавањето на дефекти низ Охрид. Преку проектот Јакнење на капацитетите на јавните комунални предпријатија преку набавка на опрема, кој го реализира Центарот за развој на Југозападниот плански регион во партнерство со општина Охрид, досега за јавните предпријатија Водовод, Комуналици, Нискоградба набавена е опрема во вредност од 7,5 милиони денари, информираше Кирил Пецаков, градоначелник на општина Охрид. Новото возило се очекува да придонесе за подобра ефикасност на секторот за водоснабдителни објекти, производство и третман на вода за пиење во јапното предпријатие Водовод. Ќе се обезбеди поефикасно и поекономично извршување на работните обврски, потребите за транспорт на вработените, пропратниот алат и полесните градежни машини до местото каде е потребно да се вршат одредени интервенции, како и за одведување на ископаниот материјал од градилиштето до депонијата за градежен шут.
За потребите на јавното предпријатие Охридски комуналец и Нискоградба ќе се набавуваат и 2 трактори со пропратна опрема. Вкупната вредност на проектот е 8,1 милион денари, од кои 1,4 милиони се собствено учество на општина Охрид, а остатокот е од програмата за рамномерен регионален развој 2022-2023, која се реализира со средства од Бирото за рамномерен регионален развој. За другиот партнер, општина Деберца, набавени се 323 канти за отпад со капацитет од 240 литри. Во рамки на истата програма Центарот спроведува и 2 други проекти. Едниот е за енергетска ефикасност на јавни објекти и искористување на обновливи извори на енергија, и другиот е изградба на патна инфраструктура за развој на руралниот туризам. Вкупната вредност на сите 3 проекти преку оваа програма е 56 милиони денари. Застарената логистика на јавните предпријатија мора тековно да се заменува и осовременува. Старите камиони и трактори бараат одржување кое е скапо, а нивната ефикасност со текот на времето е се пониска. Новото возило е камион Кипер, марка Исузу, со двојна кабина. Ќе биде од големо значење за најголемото јавно предпријатие во Охрид. Најнапред една голема благодарност до општина Охрид и до Бирото за регионален развој за оваа несушна потреба на јавното предпријатие Водовод од едно вакво возило, наменско возило, која ќе ги задоволи потребите за јавното предпријатие во делот на транспортот, во делот на пренесувањето на материјалите, пропратно да може една цела екипа да излезе на терен комплетно со возило, со пропратен алат, за да може да се изврши една целосна услуга. Проектот инаку е одобрен од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Се реализира од Центарот за развој на Југозападен плански регион во партнерство со општина Охрид, која издвои финансиски средства за поддршка на истиот од сопствениот буџет. Општина Охрид со известување до сите туроператори и туристички водичи од градов дека автобуската постојка за туристи, која беше лоцирана на улицата Кузман Јосифовски Питу кај Факултетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле, од денес, 13 јули, се дислоцира на улицата Партизанска кај студентскиот дом Никола Карев. Од општина Охрид упатуваат апел до превозниците автобуската постојка да се користи исклучиво за качување и слегување на туристи, а не за паркирање на автобуси. Со концерт на оперската дива Анџела Георгију, синоќа се отвори 63-тото издание на фестивалот Охридско лето. Публиката имаше можност да ужива во уште еден голем спектакл. Фестивалот за отворен традиционално го прогласи покровителот, председателот Стево Пендаровски. Уметничката порака ја пренесе маестра Бисера Чадловска, која воедно е музички селектор на фестивалот Охридско лето. Најреномираната музичко-сценска манифестација во земјава која традиционално ќе трае 40 денови и годинава ќе биде домаќин на над 1000 врвни уметници од 20 земји од светот. Се разгоре фестивалскиот оган. Синоќа на Античкиот театар во Охрид оперската дива Анџела Георгију од Романија заедно со оркестарот на Националната опера и балет на Македонија го отворија годинишното 63-то издание на фестивалот Охридско лето. Георгију важи за најгломорозната оперска звезда, се вбројува меѓу најдобрите изведувачи во историјата на операта. По исклучителен вокал, техника и длабока драмска и музичка интелигенција. Публиката имаше можност да ужива во уште еден голем спектакл. Фестивалот за отворен традиционално го прогласи покровителот, председателот Стево Пендаровски. Повеќе од 6 децении, Охридско лето е местото каде што пристигнуваат најрелевантните уметнички продукции од сите страни на светот. Со комуникација на човековите искуства, артикулирани низ различните уметнички форми, можеме длабински да ги согледаме сите битни социокултурни движења. За значењето на фестивалот зборуваше министерката за култура, која рече: настаните на Охридско лето се неповторливи. А токму овие седишта од камен на кои седиме во Античкиот театар се сведоштво дека културата кај нас има стар датум. Таков е нашиот Охрид со право, наша духовна престолнина, наш неизбришлив културен код, лулка на сесловенската писменост. Охридско лето е неговата најдобра разгледница. Охридско лето одамна е во Европа. Стариот континент со својот истанчен и пребирлив вкус за културата и уметноста, со задоволство ќе повторам високо го вреднува овој фестивал. Уметничката порака ја пренесе маестра Бисера Чадловска, која воедно е музички селектор на фестивалот Охридско лето. Како уметник која почувствувал возбудата и гордоста кога застанал на овие сцени,
Сега и од другата страна ги доживувам истите чувства на секој концерт, на секоја театарска представа, на секоја изложба. За нас, уметниците, овие сцени во Охрид се остварување на соништата кои сме ги сонувале од деца, мислејќи дека можеби никогаш нема да ни се реализираат. Но еве сме тука, исполнети, горди. Најреномираната музичко-сценска манифестација во земјава која традиционално ќе трае 40 денови годинава ќе биде домакин на над 1000 врвни уметници од 20 земји од светот. Организаторите на фестивалот и оваа година најавуваат богата уметничка програма, а најголемата звезда која ќе блесне на фестивалското небо е светски познатиот актер Џон Малковиќ, кој ќе настапи на Античкиот театар на 26 јули. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска во своето обраќање на свеченото отварање на Охридско лето од сцената на Античкиот театар упати порака или апел до охридските угостители на изненадување на присутните. Таа, парафразирајќи мисла од Душко Радовиќ, ги замоли угостителите со цените да не претеруваат како да наплаќаат воени репарации. Угостителите не сакаат официјално да ја коментираат изјавата на министерката. Летната сезона во Охрид не трае долго и затоа квалитетот, а не квантитетот, му прилега на овој древен и скапоцен македонски град. Токму затоа би сакала да пренесам една порака. Поради Охридско лето и годинава на гости ќе ни дојдат многу бројни уметници од целиот свет. Ги замолувам угостителите да не им наплатуваат како да треба да платат воен одштет или некои други ненамерни долгови од векови наназад. Ако овие зборови на луцидниот Душко Радовиќ допрат до нашите домакини и благодарам. Благодарам и за вашето внимание. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во рамки на проектот Безбедно лето 2023 денес оствари средба со раководствата на регионалниот центар за гранични работи Запад, секторот за внатрешни работи Охрид и оделението за внатрешни работи Струга. Министерот Спасовски во рамки на проектот Безбедно лето 2023 денеска беше запознаен со безбедносната состојба на подрачјето на регионалниот центар за гранични работи Запад, СВР Охрид и ОВР Струга за состојбите со криминалитетот, како и за активностите кои се преземаат во насока на намалување на стапката на криминалитет во приоритетните области, одржување на поволен јавен ред и мир, безбеден патен сообраќај и превенција. Согласно презентираните показатели, безбедносната состојба на подрачјето во надлежност на овие организациони единици на МВР е стабилна, без индиции истата да биде нарушена, што е особено важно за граѓаните од овој дел, но и во рамки на генералната безбедносна оценка за државата. Бројот на туристи пред самиот тек на туристичката сезона е зголемен за 40%, престој на странци до 3 месеци во споредба со истиот период минатата година. Протокот на патници на граничните премини кои спаѓаат во склоп на РЦ Запад, споредбено со истиот период од минатата година, бележи изголемување за 16%. Во делот на илегалната миграција се бележи намалување на илегални преминувања на нашата граница како резултат на мерките и активностите кои се превземаат на терен и добрата поставеност на нашите служби. Откриени се 36 лица. Вкупниот криминал на подрачјето на СВР Охрид во изминатите 5 месеци споредено со истиот период претходната година бележи намалување за 22%, во делот на тешките кражби за 38%, класичниот криминал за 20%, економскиот криминал за 38%, како и намалување на бројот на сообраќајни незгоди. СВР Охрид во првите 5 месеци од 2023 година реализирал 52 настани за превенција. На подрачјето на ОВР Струга во првите 5 месеци од 2023 година, компаративно со истиот период лани, се бележи намалување за 28% на вкупниот број регистрирани кривични дела. Во областа на класичниот криминалитет намалување за 31%. На крајот од средбата, министерот Спасовски изрази уверување дека колегите од РЦ Запад, СВР Охрид и ОВР Струга и во наредниот период ќе продолжат со зголем интензитет при реализацијата како на превентивните активности, така и на репресивните мерки, а со единствена цел подигнување на безбедноста и заштита на граѓаните. Следуваат вестите од светот.
Топлотен бран зафати делови од Јужна Европа и Северозападна Африка со можни рекордни температури во наредните денови, пишува BBC. Се очекува температурите да надминат 40 целзиусови степени во делови од Шпанија, Франција, Грција, Хрватска и Турција. Во Италија температурите би можеле да достигнат до 48,8 степени. Црвен аларм е објавен за 10 градови, меѓу кои Фиренца и Рим. Топлотниот бран Кербер се очекува да донесе екстремни услови во текот на следните неколку дена. Метеоролошката канцеларија вели дека температурите ќе го достигнат врвот во петок, а BBC Weather вели дека големи делови од Јужна Европа би можеле да забележат температури над 40 степени, а можеби и повеќе. Највисоката температура во Европа од 48,8 степени Целзиусови е забележана во близина на Сиракуза на италијанскиот остров Сицилија во август 2021 година. Повеќе од 60.000 луѓе починаа во Европа минатата година како последица на жештините. Се стравува дека овој топлотен бран може да однесе уште многу животи ова лето. Експертите велат дека периодите на екстремно топло време се почести, а климатските промени се почесто носат рекордни температури. Европскиот центар за среднорочни временски прогнози објави дека овогодинешниот јуни во светот бил најтопол досега. Платеничката група Вагнер го завршува предавањето на оружјето на редовните руски вооружени сили, соопшти денеска Руското министерство за одбрана. Со соопштението беше објавено и видео на кое се прикажани тенкови, ракети и друго тешко оружје. Министерството тврди дека членовите на Вагнер предале повеќе од 2000 парчиња опрема и повеќе од 2500 тони муниција. Ако веста за предавањето е точна, ова би бил најконкретен знак дека Вагнер навистина се повлекува од борбените операции во Украина. За време на краткиот вооружен бунт на 24 јуни, платеници ја презедоа контролата врз Ростов на Дон и соборија неодреден број воени хеликоптери, при што беа убиени нивните пилоти, пишува Reuters. Бунтот беше најсериозен предизвик за Путин откако тој ја презеде функцијата председател на Русија на последниот ден од 1999 година. Бунтот на крајот беше завршен со договор според кој шефот на Вагнер, Евгений Пригожин, се согласи да замине во Белорусија во замена за откажување од кривичната постапка против него. Кремљ оваа недела призна дека Путин се сретнал со Пригожин на 29 јуни, 5 дена по бунтот. Податоците за следење на летот покажаа дека авионот поврзан со Пригожин тргнал од Москва за Белорусија во вторникот вечерта, но не е јасно дали тој бил во авионот. Националната метеоролошка служба на САД денеска соопшти дека повеќе торнада допреле во областа на Чикаго, вклучително и едно во близина на аеродромот Охара, што предизвика прекин на воздушниот сообраќај. Откажани се повеќе од 170 летови, додека повеќе од 500 се одложени, објави порталот FlightAware, пренесе Associated Press. Видеата објавени од локалната телевизија покажаа дека голем број луѓе се засолнуваат во зградата на аеродромот, а на аеродромот не е забележана штета. Во исто време повеќе од 10.000 граѓани останаа без струја. Дрвијата беа откорнати и крововите беа разнесени во градот Кантрисајд на округот Кук, а стаклата на автомобилите беа издувани во Лагранж, објави Националната метеоролошка служба. Предупредувањето за торнадо за Чикаго се уште не е укинато, меѓутоа експертите велат дека сегашната прогноза е непредупредување за торнадо. Помеѓу 1855-та и 2021 година забележани се 97 значајни торнада во метрополитенската област на Чикаго. Најсмртоносното торнадо го погоди Чикаго на 21 април 1967 година, кога загинаа 33 лица. Индиската вселенска агенција се подготвува да лансира ракета во петок со која ќе се обиде да спушти истражувачки ровер на месечината. Со тоа, Индија ќе испрати порака дека стана сила во истражување и тестирање на нови начини на тргување во вселената, пренесува Reuters. Изграден со буџет од нешто помалку од $75 милиони, Чандрајан 3 треба да се подигне од космодромот во јужната држава Андра Прадеш. Роверот треба да биде поставен на месечината на 23 август. Успешната мисија ќе придонесе за глобалната позиција на Индија и ќе донесе индиректни придобивки за комерцијалната страна на индустријата, изјавија од Институтот за одбранбени студии и анализи Манохар Парикар во Њу Делхи. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!